да многумина од нас, искрено, почнуваа да говорат тревата утринава. Твоите беа? Па, затоа што искрено ми се јаде, искрено. Не знам, така имам чувство дека веќе сум некако огладен, веројатно поради инаку кога имаме ваква банана, секој пат се радуваме. Дома никогаш пред стомите не ги фрлаш. Се прави ли често банана лепче или правиш тоа или не? Па не сум направил, меѓутоа да речеме за овака некои смути, слично, поверојатно е доста созреано, да. Жилава е доста. Но да, иако е кафена однадвор, сепак бананата е банана, вистинска однатре и нели нутриционистите велат бананата во секоја боја си има одредено значење и е доста хранлива, така што особено оваа кога е доста блага, немајте никој пат да ги фрлате, туку искористете си ги дали за банана лепче, дали за смути или за бомбици или за било што, ќе ви бидат да речам еднакви на замена за мед или некаков вид на засладувач. Да, затоа што овака ферментирана веќе и концентрацијата на, да кажам, шеќерот во неа е малку голем. Интензивиран, да. И јас и Марко си подготвуваме некој смути, овој пат со круша, сакавме малку повеќе крушата да ни доминира, да ја искористиме. Еднаква е, како јаболките би рекла, во смисла на тоа дека еднакво достапна, здрава, хранлива и така натаму, а некако помалку ја користиме и ние тука. Да. Така што денес со круша, смути со круша, а во меѓувреме треба да се пробудиме со некој. Кој ќе ни биде тој некој ова утро? Татјана Димовска Атанасова е всушност нашата дама. Одамно не сме имале можеби во студио, меѓутоа таа дефинитивно е окупирана последниот период со она што се вели сектор белетристика и трилери, токму во нашите Арсламин или литература.мк, кои што меѓу другото имаат и за ова 2025 доста календарски работи кои што сакаме да ги најавиме. Меѓутоа Татјана често пати знаела да спомена за некои убави книжевни наслови, на кој начин таа всушност ги уредува и додека ги уредува, знае често да ги обсервира приказните, па и некој пат да ни ги сподели. Што е интересно вака како книжевен деликатес да си го набавите токму во филијалите на литература.мк. Татјана, добро утро. Посакуваме убаво утро. Добро утро, дали ме слушате? Апсолутно да, ние започнавме веќе со своите утрински ритуали. Често пати вчера телефонски ти споменав, ова е можеби еден од нашите омилени сегменти кога малку и релаксирано пред да ги започнеме нели секако не поформални разговори, да се поврземе со светот благодарение вам секако како луѓе кои што работат во креативниот свет, би рекол. Како во случајот и ти. Како си утринава? Одлично. Благодарение на вас денес станав малку порано од вообичаено и заедно го пием утринското кафе. На здравје, Тања. На здравје, вам благодарам. А кога вообичаено стануваш, бидејќи денес е заради нас? Половина час подоцна, не дека нешто е многу подоцна, меѓутоа... Добро, ама никогаш, да, кога ни недостига сон и 5 минути се многу значени, а не па половина час, така ли е? Тоа одложување на алармот за 5 за 5, навистина е драгоцена наутро. Дефинитивно, и се уште ќе се потправам, се сеќавам пред години кога излезе фантастичниот книжевен наслов на Робин Шарма, се уште го повторувам тоа клубот 5 часот наутро, некако од секоја литература и да речеме не само светот на белетристиката, трилери така натаму, нешто некој пат ќе украдеме, дали некакво можеби мисла или делче од книгата, така што таа книга солидно го опишува процесот на квалитетното станување и како да го искористите максимално потенцијалот на денот. Верувам дека и кај тебе некако слично. Инаку многу доста работи се одвиваат периодов и во лабораторијата на литература.мк. Но може ли пред работата да ни открие Тања за незините утрински ритуали? Да. Како вообичаено ти започнува, Тања, денот, вилиш кафето, сега го пиеш заедно со нас, но колку кафето има удел, да речам, во сите важни работи кои што ги правиш во текот на денот при завршувањето нели на обврските? Едноставно опишени како се одвиваат утрата и дали воопшто си човек кој што ужива во утрата? Јас не можам да кажам дека имам определен ритуал кој што го практикувам секој утро, затоа што моите утра се прилично хаотични, со две кирки, едната средношколка, другата во пубертет, односно речиси тинеџерка. Навистина утрата се интензивни, додека се разбудиме сите, додека се спремите. Се одвива во насока каде ми е ова, стани ке задовсниш, ми се спие уште. Да, подготви ми ова, дај ми пари, колку е часот и така натаму. И па тоа ти се утринските ритуали тебе, Тања. Да.
кога ќе заврши целиот тој хаос околу подготвување и за на работа и за на училиште, и кога конечно со супругот ќе влеземе во автомобил, имаме краток координативен состанок околу дневните обрти или Што, каде, кој, како. околу децата, да. Интересно И дека тогаш успевам да нанесам малку шминка, веќе сум изврзирана, знам кога кочи, на која кривина можам. Значи успеш да се шминкаш во кола, а? добре. Да. Значи, не сум човек кој што однапред се организира во однос на облекување, стил, организација и така натаму. Знаеш што, Тања, извини сега ќе те прекинам. Секогаш ми било многу фасцинантно шминкањето, нели ставаш маскара, ама во автомобил си може едно нагло кочење многу проблеми да предизвика, ама велиш ти си умешна во тоа, така? Умешна сум, ќе користам црвените светла на семафорите, така што успеам во тие 5-10 минути да се подготвам и потоа бидејќи стигнувам прва на работа, ќе се досредиш. Прво утринско кафе, да. Не го правам тоа, само си варам кафе, излегувам на тераса, нема никој и тогаш сум сама со себе, се уживам во кафето и се обидувам да го послушам еден од познатите невронаучници кој што вели дека изворот на сите проблеми е размислувањето. Се обидувам да не размислувам премногу, да, но тоа трае само 5 минути, бидејќи одма почнуваат да ми се вртат во глава сите дневни обврски кои што и мора да се размислува. Дали за невронаучниците можеби е името на Габор Мате или грешам? Не, Жозеф Нойген е авторот. Да. Добро да се украде нека идеја. Да, и навистина е така, ако многу размислуваме ќе најдодат проблемите. Треба да не размислуваме, ама едноставно некогаш не е возможно, поточно секогаш не е возможно тоа. Но убаво е, Тања, како што велиш, барем и 5 минути во денот да имаме за себе, и тоа е нешто што многу често го зборуваме, а ретко го применуваме. И ти се надевам дека ќе бидеш добар пример и за многумина да успеат да си украдат барем 5 минути во денот во кои што ќе бидат мирни, самите со себе, нели, да бидат на чисто со своите мисли. Така е, тоа е вообичаено периодот од 7 до 7:15 наутро, кога си го пијам кафето на тераса, си ги планирам дневните обрски, баш ми е време за себе. Знам тивка си пуштам нека песна која што ми е омилена, да изгледам некој стендап комичар и да ми почне денот убаво. Позитивно. Но пред тоа, она што можам да го констатирам како некоја константа што секој утро ја практикувам, тоа е да имам благодарност за себе и за своите блиски секој утро, што смета здрави, живи, сите на број, за се она што го имаме и за се она што ќе дојде, нели? Да, Тања, морам кога веќе ги спомена стендап комичарите. Последниве 3 месеци сум навлечен, ме опива кога гледам незината животна интересна прилика низ призмата на хуморот. Джесика Кирсон. Ти ја препорачувам, не знам дали ја знаеш. Можеби таа стана збор за една американка која што е чинам дека мигрант, еврејка, пред долги години, нели, ете, со низиното семејство мигрираат во Соединетите американски држави. Джесика Кирсон е фантастична. Има еден брутален, саркастичен хумор и секој пат во дел од незините стендап комедии, вестите оние кои што не гледаат го препорачувам, кога апсолутно имате простор, време за себе, за да се насмеете сакате, тоа ви е доза добар аспирин за противглавоболка или добро расположение, да знаете. Благодарам за препораката. Мене ми умилен британскиот хумор, но и секако следам повеќе стендап комичари од тој тип кои што мигрирале во одредена држава и се урнивасно смешни, особено кога прават шеги на својата етничка позадина, било на сметка на предците или на целата, нели, заедница која што мигрирала во одредена држава, навистина се урнивасни. Не знам дали го имаш забележано нашиот македонец во Британија, чинам дека во Лондон живее, Владимир. Да. Фантастичен. Да. Одличен. Кога ги спомена тие досетки, апропо, нели, етникум, национална припадност, географска припадност, и тој знае вешта да го направи, бидејќи убаво спомена британскиот хумор и стендап е прилично деликатен, особено публиката, да насмете британската публика, вела дека е ултимативно нешто, така што тој успеа дефинитивно како наш македонец да го стори тоа во некој од најпознатите стендап комедии всушност кои што ги имаат. Инаку како ќе продолжи денот, имаш некои активности во моментот на кој што работиш, знам дека долги години си во светот на белетристиката, така што верувам дека уредуваш некои други писанија или книжевни наслови во моментот. Да, веројатно нешто може да ни најавиш што допрва ќе се чита.
Постојано се одвива овој процес на уредување, на издавање нови наслови, паралелно следење на оно што е актуелно во светот и кај нас. Внимаваме да избереме квалитетни наслови за сите читатели, да ги задоволиме сите вкусови. Оно што би сакала да најавам како новитет од издавачката продукција Нарс Ламина и нешто што веќе се наоѓа во продажба од неодамна во книжарската мрежа literatura.mk се 3 наслови. Би започнала со најновото од Опра Винфри, но овој пат во соработка со Артур Брукс. Се нарекува Изградете живот како што сакате. Инаку станува збор за нефикција, односно наслов од сегментот самопомош. И би го започнала ова утро со еден убав цитат кој што сметам дека ќе им биде инспиративен и на вашите гледачи. Од книгата? Да, од книгата. Таа вели вашите емоции се само сигнали и ви одлучувате како ќе реагирате на нив. Емоцијата е почекнување по рамото, буткање со лактот во слабината. Што ќе направите во врска со тоа, одлучувате само вие. Да. Всушност, низината главна теза е дека сите можеме да станеме посрекни и дека патот до тоа ќе биде авантурата на нашиот живот. Тај Артур Брукс не покануваат на патување кон поголема среќа, без разлика колку се предизвикувачки нашите околности. Тие се подпираат на најсовремената наука, но и на нивното драгоцено долгогодишно искуство и велат дека можеме да го подобриме нашиот живот веднаш, наместо да чекаме да се подобрат околностите, бидејќи сите знаеме од искуство дека околностите никогаш не се идеални. Од нас зависи. Да, со мудрост, сочувство и надеж тие ни откриваат алатки за емоционално самоуправување, за да го подобриме нашиот живот сега и веднаш. Она што е клучот на патот кон поголема среќа и кон реализирање на себе си своите животни цели се 4 столба кои што тие ги нотираат, тоа се семејство, пријателство, работа и вера. Значи, базирано на овие 4 алатки можеме да преземеме контролата врз нашата сегашност и иднина, наместо да чекаме да се подобрат околностите. Всушност, тие велат дека оваа книга е нашиот план за подобар живот. Читателите кои што можеби ја прочитаа претходната книга од Опра Винфри Што ти се случило? Ете така, таа е одлична книга. Што може да очекуваат и од оваа книга, тоа се разговори кои што тие ги водат меѓу себе, едниот од практично искуство, другиот од научно, меѓутоа и со бројни примери од нивното долгогодишно искуство. Интересно за Опра Винфри, јас и кога бев баш во 90-тите години во видеотека, ќе се сетат нели многумина кои што ги изнемувавме нели видеокасетите, имаше шоуто на Опра Винфри, всушност го гледав токму што се вели наизуст, каде што таа многу интересно како ги прави тие паралели и балансот помеѓу да се биде светот на телевизиските олигарси и могули, бизнисмени, бидејќи таа стана првата жена дама црна која што стана и милиардерка, нели? И баш овие алатки всушност не е да стекнете нели мок и богатство, туку да ги стекнете оние, како што велиш ти, фини занаети во животот, животни занаети, за да може да го искористите максимално потенцијалот. Инаку таа во моментот има одличен подкаст, не знам ли си го погледнала, каде што говори за well-being или чувството на благосостојбата кај индивидуите, каде што има апсолутно добри соговорници, така кратки, куси разговори кај што таа споделува, бидејќи таа поаѓа секој пат од незините чевли како била злоставувана од незиниот вујко или братучет, како била избркана од сопствената мајка, отфрлена и како влегува како прва дама. Колку е тежок патот за да стигнете нели до тој, да речам, но ништо не е невозможно. Да, фантастично е така што таа секој пат вели дека треба само да бидете добриот занает во лабораторијата за животот. Токму за незиниот живот зборува во незината претходна книга Што ти се случило? Тоа е всушност книга за исцелување од траумите. Фантастично. И тоа е клучното прашање што нели треба секому да го поставиме, а не веднаш да го сметаме како потенцијален пациент или пак да се идентификуваме што ние би правеле во неговата кожа. Понекогаш е доволно само некого да го сослушаме и да го прашаме што ти се случило. Така е. Апсолутно. Да, многу убави пораки некако дадовме утрово и со нели извадоци од книгите и сите оние работи на кои што спомена Тања дека работиш во моментов. Немаме многу време, само би сакала накратко да ни споделиш и за останатите книги, ако може во некоја скусена верзија, чисто да им најавиме на гледачите кои книги наскоро нели доаѓаат и ќе бидат достапни за читање.
Вториот наслов кој што би сакала да го препорачам на вашите гледачи е за сите оние трилерџи кои што добро го познаваат творештвото на Луси Фоли. Сигурно ги прочитале списокот со гости, станат во Париз на лов, ни доаѓа нов возбудлив и неизвестен трилер, насловен како Полнокна гозба. Се отвора нов луксузен хотел на крајбрежјето на Дорсет, наречен Дворецот. Поканети сте бројни гости кои што се елитата во Англија, меѓутоа тука се испреплетуваат некои локални пагански легенди кои што нели ги пласираат локалците, чија што животна средина е загрозена поради проширувањето на овој луксузен ресорт. Во доцните часови е пронајдено едно тело и сега предизвикот е да се открие кој од гостите можеби е вплеткан во ово убиство, откако на површина излегуваат тајни стари 15 години. Можам да ви ветам возбудливо и неизвестно читачко искуство од Агата Кристи, ја нарекуваат на дигиталната ера, британската авторка Луси Фоли. Да, и последниот наслов е од жанрот историска фикција, меѓутоа со примеси на шпионски трилер, романса и драма. Станува збор за насловот Кирките на лорд Вестерам од Рис Боуен, позната на нашите читатели по скици од Венеција и Детето Тоскана. Станува збор за приказна ситуирана во Втората светска војна на луксузниот имот Фарли Плейс, каде што живее лордот Вестерам со неговите 5 ќерки, но хаосот од војната го нарушува нивниот спокоен и луксузен живот со тоа што две од нив се вклучуваат во отпорот. Нивниот најдобар пријател работи како агент за МИ-5 и кога ќе најдат тело на мртов војник, им се нарушува нели мирот кој што го имаат во тоа малку нели провинцијско место и сега предизвикот е да се открие дали меѓу нив има германски шпиони, како да преживеат, како да одржат својата љубов, семејството за предизвиците на војната, хаосот во кој што ги втурнува сите луѓе и така натаму. Тоа се еве три од насловите кои што би сакал утрово да ги препорачам, а за останатите како на пример насловите од едицијата Shelf Help може да разговараме во друга прилика. Во друга прилика и рековме ние со целата екипа токму од Литература МК, односно издавачкиот центар Арсламина, за скоро ќе направиме гостување, ама добри се овие три наслови чисто како почеток на денот за оние кои што можеби сега во моментот бараме конкретен и специфичен наслов, добро што сподели, а и добри некои се надевам убави реплики од книги споделивме утринава или ги цитиравме. Те бакнуваме, те испраќаме многу љубов и остатокот од денот искористи го максимално додека нели не почне можеби пладневниот хаос кога ќе се земат керкичките од училиште и ќе се донесе таа убава фамилиарна хармонија во домот. Ви благодарам многу, имајте убав ден и вие. Поздрав Тања, поздрав до тебе, убаво кажа и Марко, навистина посакуваме да уживаш во остатокот од денот, а се надевам ќе уживаме и ние во остатокот од нашиот оброк.